Почитувани, новата влада на Зоран Заев, наместо да биде реформска, таа е антиреформска. Зоран Заев ветуваше фокус на економија, а во реалноста бега одговорност со тројца министри без ресор задолжени за привлекување странски инвестиции и ниту еден, повторувам, ниту еден не е од СДС, ниту пак има некакво меѓународно искуство. СДС не може да избега од одговорноста за реализација на ветувањата што ги даде за изборите. Привлекувањето на странски инвестиции се исклучително важен сегмент во развојот на економијата, која не смее да биде занемарен. СДС се откажа од овие суштински и одговорни позиции, но тоа што уште повеќе загрижува е кадровскиот потенцијал на тимот што ќе работи на привлекување на странски инвестиции. Почитувани, секој потенцијален инвеститор пред да одговори позитивно на поканата за состанок, првин ќе се обиде да ја провери биографијата на промоторот или лицето со кое треба да се сретне. Тука ќе биде веројатно првиот шок која ќе се впише името на министерот без ресор Рамис Мерко или Аднан Кјахил. Имено министерот за странски инвестиции Рамис Мерко е еден од министрите за кој има богато CV, но не на професионален план, туку за прекршување на законот. Медиумите пишуваа дека неговите проблеми со законот започнале уште во 1998 година, кога е обвинет за фалсификување патна исправа. Додека пак во периодот од 2006 до 2015 година има заработено дури 10 кривични пријави, и тоа сите за злоупотреба на службена положба и овластување. Ваква биографија е потценување на компаниите и нивните бордови, кој да ги убедува да инвестираат во Република Македонија. Доколку тие пребарат податоци за него на Google, меѓу првите наслови излегуваат вестите во кој новиот министер за странски инвестиции обвинет за злоупотреба на 70.000 евра општински пари, и тоа обвинение од страна на неговиот коалиционен партнер Зијадин Села. Владата на Зоран Заев, наместо да изобилува со подготвени и квалитетни кадри, таа изобилува со министри полни со кривични пријави без никакво респектабилно искуство. Почитувани граѓани, дали некој сериозен странски инвеститор од типот на Джонсон Контролс, Джонсон Мети, Дрексел Мајер или Кромберт и Шуберт ќе му верува на министерот Рамис Мерко со вакво CV во кое доминираат прекршување на законот и проневера на народни пари. За разлика од СДС, владата на ВМРО ДПМН за привлекување на странски инвеститори постави искусни менеджери кои уживаат висок кредибилитет меѓу бизнис светот надвор од Македонија. Луѓе кои знаат како функционираат меѓународните пазари на капитал. Длабоко ќе се разочараме ако ги споредиме кадрите на ВМРО ДПМН, Веле Самак, Виктор Мизо, Бил Павлевски, Джери Наумов и нивните биографии и кредибилитетот и углед кои го уживаат во светските познати компании и бордови со кадрите на СДС како Рамис Мерко, кои на своето конто имаат десетина кривични пријави. Економскиот тим за привлекување на странски инвестиции на ВМРО ДПМН, предводен од овие луѓе, изминатите години донесе десетина мега компании кои отворија над 30.000 директни работни места. Им дадоа простор на домашните компании за развој и отварање на индиректни работни места. Почитувани, граѓаните не ги интересираат коалицијските математики на Заев. Граѓаните не ги интересира колку места и кои места Заев морал да ги отстапи за да ги задоволи апетитите на коалицијските партнери. Граѓаните сакат да видат резултати во делот на економскиот напредок на нашата држава. Владата на Заев им вети на граѓаните отварање на 64.000 нови работни места во приватниот сектор, просечна плата од 30.000 денари и минимална плата од 16.000 денари, а докторите ја очекуваат ветената плата од 100.000 денари. Граѓаните ги очекуваат инвестициите во нови 500 километри автопат и ветената повисока стапка на раст на економијата од најмалку 5% годишно. Благодарам.